Со 84 гласа за, собранието ја прифати иницијативата на власта за формирање анкетна комисија за сите поголеми трагедии во изминатите години. Образложувајќи ја одлуката за сеопфатна анкетна комисија на која ќе се дискутира не само за пожарот во Кочани, туку и за оној во модуларната во Тетово, како и за автобуските несреќи на Durmotours и Бесатранс. Пратеникот Антонио Милошовски порача дека сите тие имале заеднички именител, нефункционалност на системот и низа институционални пропусти, поради што е потребно да се разгледуваат заедно. Сметам дека овие трагедии кои што со човечки животи ги платија недолжни луѓе, имаат еден заеднички именител, кај сите 4 трагични несреќи се забележува сплет на пропусти на многу институции, нефункционалност на добар дел од системот и раководители на одредени институции. Ние како пратеници, како собрание, би покажале неселективност, затоа што нема трагедија која што однела човечки животи, која што е помалку важна од друга трагедија. За иницијативата на власта подршка даде и опозицијата, но предлогот на СДСМ и Левица за анкетна комисија само за Кочани не помина. Предходно пратеникот и лидер на СДСМ Венко Филипче порача дека е неопходна одделна анкетна комисија на која ќе се дискутира само за трагедијата во Кочани, бидејќи тоа го бараат родителите на жртвите во дискотеката Пулс. Владеачкото мнозинство не покажа ниту емпатија, ниту разбирање, ниту елементарно чувство за барањата на семејствата на загинатите во оваа трагедија и на сите кои што се повредени. Ова представува уште едно понижување, разочарување на семејствата кои што изгубија најмногу. На собраниската седница не беа прифатени ниту амандманите од Зијадин Села или Редаути и Елмира Зири, кои бараа да се испитува одговорноста не само на сегашни и поранешни функционери, туку и на самите институции кои направиле пропусти, а заклучоците кои ќе произлезат од истата да бидат доставени и до антикорупцијска.